Сојузниците на Турција во НАТО и другите се надеваа на брзо одобрување на кандидатурата на Шведска да се приклучи на алијансата, кога турскиот парламент повторно беше отворен на 1 октомври, но тие надежи беа уништени кога распоредот на турскиот парламент покажа дека гласањето не е на дневен ред. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган изјави дека ратификацијата на кандидатурата на Шведска е поврзана со тоа дали Американскиот конгрес ќе одобри продажбата на американски воени авиони F-16 на Турција. Клучното прашање овде во овој момент е потенцијалната продажба на борбените авиони F-16, новоизградени F-16 и надградбата на F-16, кои стојат во место во Американскиот конгрес. Секако постои поврзаност меѓу членството на Шведска и F-16 за Турција. Некои во Американскиот конгрес се противат на продажбата на авионите поради загриженоста за турските закани за соседна Грција. Ердоган, кој го поддржа членството на Шведска во НАТО, сега вели дека не може да гарантира како неговите парламентарни пратеници ќе гласаат за ратификација. Сега се сведува на тоа кој треба да делува прв. Сад се загрижени дека тие всушност би можеле да дадат од борбените авиони F-16, а Турција се уште не може да ратификува. Анкара пак е загрижена дека Турција би можела да ја отфрли својата единствена преостаната карта. Сад се уште не може да одговорат. Тоа е проблемот. Наблюдувачите велат дека континуираната закана од руска агресија значи дека Вашингтон е нетрпелив НАТО да ја прими Шведска и тие велат дека одложувањето предизвикано од Турција веројатно ќе го налути американското раководство. Сепак, наблюдувачите велат дека опциите на американскиот председател Џо Бајден се ограничени со оглед на блиските врски на Ердоган со рускиот лидер Владимир Путин. Тие мислат дека ако во основа ја Турција да биде играч во таборот на Западот, тоа ќе го притисне Ердоган да го фрли неговиот дел со русите и иранците во блискиот регион. Ќорсокакот околу членството на Шведска во НАТО е дел од посуштинскиот проблем меѓу Ердоган и Бајден, велат некои наблюдувачи, бидејќи Бајден го ограничи својот контакт лице в лице со турскиот лидер на кратки разговори на маргините на меѓународните самити. Тие велат дека ова го отежнало решавањето на тековните билатерални проблеми. Ердоган само што имаше избори. Уште 5 години тој ќе биде председател на земја која е доста важна за НАТО, за политиката на Блискиот Исток, за Кавас и за политиката на Црното море. Значи, колку долго може Сад да избегнуваат да разговараат со оваа земја и нејзиниот лидер? Но многу наблюдувачи предупредуваат дека малку е веројатен самит на Сад и Турција, се додека Ердоган продолжува да го блокира проширувањето на НАТО.